на свойствата и да разкажам за Маркс. Јас одлучив да напишам нешто за Маркс. Дали тоа значи дека сепак на оваа промоција на мојата книга јас треба сосема да одлучам или тоа што го чувствам да го напишам. Сепак нешто ти кажа. Велат дека времењата се менуваат, што е несомнено точно. Но исто така е точно, но често пати се заборава дека и луѓето се менуваат. И тогаш човек, сакал или не сакал, се го поставя прашањето што всушност се менува. Дали времето се менува и со неговото менување се менуваат луѓето, или може би луѓето се менуваат и менувајќи се го менуваат времето. Не сакајќи да навлегувам во разрешувањето на оваа дилема, јас сум сакав да подсетам дека и луѓето и времењата се менуваат. И посетувајќи на оваа дилема, сликам нешто што беше доста давно, пред 20 и повеќе години, меѓутоа не толку далечно да не можам на него да се сетам, кога некои ми префрлаа дека сум јас марксист. Мислејќи дека на тој начин кажуваат нешто страшно или лошо против мене. Денеска ми се случува истите тие луѓе да ми префрлаат дека сум марксист, мислејќи дека кажуваат нешто многу лошо против мене. А јас и тогаш и сега бев она што сум, марксист. Некои велат дека само головите не се менуваат, што е точно. Но според своите сознанија, кои не мора да бидат точни, има и луѓе кои се менуваат на волост начин. Значи по секоја цена, бидејќи е тоа тренд, ин или така натаму, како студентски се. Јас не сакам да бидам човек надобот во своето време, и не сакам да бидам човек кој ќе биде по секоја цена во некој квази време. Се трудам да бидам оно што навистина го чувствувам и оно што го чувствувам да го напишам. И во таа смисла настана оваа книга насловена како најновата антрополошка критика на капиталот. Некои ме прашуваат, односно повеќе констатираат прашувајќи, на крајот ја објави својата докторска, не. Мојата докторска се однесуваше на Карл Маркс, но на сосема друг аспект од неговата мисла, од онај аспект на кој мојата книга се однесува. Авторот е ист, меѓутоа не станува збор за ист проблем, уште помалку за иста книга. Ова е сосема нова книга, која чувствував дека треба да ја напишам. Зошто? Затоа што имаше едно време во кое не можеше ништо да мине, освен Марксовото име. Потоа дојде едно време кое се уште, барем тука во Македонија која живееме, во кое се може да мине освен Маркс. Тоа се две крајности. Тоа се две лоши крајности. Јас сметав дека на Маркс мора да му се обрне она внимание кое тој го заслужува, укажувајќи на сите негови вредности и на сите негови слабости. Се разбира, онолку колку што човек може да биде субјективен кога се однесува кон еден, односно објективен кога се однесува кон еден автор како што е Маркс. За да ме разберете, полека ќе привршам, бидејќи времето нависи изминувато и нашата концентрација. За да ме разберете што сакам, што е оно што ме наведе да ја напишам оваа книга, е следното. Некаде кон крајот од својот живот, колку што се сеќавам, тоа било некаде
1878. година